Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кремаста торта со лешници. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките, постепено го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, ги додаваме мелените лешници, потоа го додаваме брашното. И плазма бисквитите ги додаваме во садот. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тава од рерна обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Почнуваме со подготовка на првиот крем. Во тенџере на оган го налеваме млекото. Го додаваме шеќерот. Мешаме со жица за матење. Потоа го додаваме густинот. И прашокот за пудинг го додаваме во тенџерето. Ги додаваме жолчките преостанати од пандишпанот. Непрекинато мешаме со жицата. Откако смесата ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Белата чоколада ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека чоколадата не се растопи. Продолжуваме со подготовката на првиот крем. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Матиме со миксер додека не стане пенест. Ја додаваме изладената смеса од тенџерето. Потоа ги додаваме мелените лешници. Повторно матиме со миксерот додека првиот крем не се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата. Го ставаме на послужавник. Му ја отстрануваме хартијата. Го премачкуваме со првиот крем. Почнуваме со подготовка на вториот крем. На крупната страна од рендето ја рендаме црната чоколада. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Потоа ја додаваме ренданата црна чоколада. Мешаме со лажица додека вториот крем не се соедини. Потоа го нанесуваме вториот крем врз пандишпанот. Со цедалка врз вториот крем го нарасуваме какаото. Кремастата торта со лешници ја засекуваме на ромбови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!